Земјоделците од Струмичко и денес на протест го блокираа магистралниот пат Струмица-Скопје. Блокираа еден час сакајќи да го искажат револтот што на вчерашното доаѓање на заменик министерот Костадиновски во Василево не биле повикани на средбата. Земјоделците кои еден час не пропуштаа возила, бараат цената на зелката да се покачи, но и да се регулира увозот на раноградинарските производи од соседна Грција, како и увоз од Албанија, кои дополнително предонесуваат цените во земјава да имаат пониска вредност. Пред да ги повториме нашите барања, дозволете ми од име на Организациониот одбор и земјоделските производители од регион Струмица да ја искажеме нашата револт до заменик министерот. Имено, пред една недела ние го поканивме на средба со цел да изнајдеме некое решение, а тој не се озва на нашето барање. Меѓутоа, сведоци сме сите дека вчера тој дојде во институција која нема ниту грам дел за да ги решава земјоделските проблеми, згора на тоа ги свика сите трговци од регионот, дали да ја диктираат цената или нешто друго, тоа нас не интересира, меѓутоа не интересира зошто кога дојде во нашиот регион не беа поканети представниците на земјоделците за да се соочиме со него и да ја искажеме нашата револтираност пред се од ниските откупни цени на стартот од овогодинешното производство. Згора на тоа беа искажени и неколку манипулации, меѓу кои зборовите што стакат земјоделците добиваат 30.000 субвенции, ако мислеше на зелката не се 30.000 по хектар субвенции. Згора на тоа, мислам дека требаше некој да го подготви тој министер, дека тој земјоделец на еден хектар треба да даде 200.000 денари, а добива 30.000 субвенции. Меѓутоа не се само тие параметри. Од тие 200.000 денари издвоени за трошок, мора нашиот земјоделски производител да мисли и за некоја заработвачка. Но на крајот, сведоци сме од теренот, со која цена отпочна овогодинашната реколта, тоа е цената со која почна да се откупува зелката. И денес земјоделците од микрорегионот истакнаа дека протестите не се спровоцирани политички. Тие биле овде единствено да ги бараат правата на земјоделскиот труд. Мене ме загрижува паушалната изјава на министерот дека за сете овие протести стои политичка хајка. Тоа не е точно. Ние сме земјоделци. Нема никаква политичка хајка. Треба да му биде јасно. Околу субвенциите, што вика 30 милиона даде на раноградинарите. Тоа не е точно. Субвенциите не се дават на раноградинарите. Ние поседуваме до хектар земја. Повеќето нашето земјоделие е расцепкано. Субвенциите одат овие што имат по хектари. Садат жито, сади 2000 дрвца, земи 500 динара на дрвце, нека му даде субвенција, но даде на кило предадена роба. А они што работат? Ни сливи раѓат, ни сливи гледат. И дај му субвенции. Значи тоа нас не загрижува, како земјоделци. Денеска земјоделците истакнаа, доколку не се остварат нивните барања, ќе ги радикализираат протестите со затварање на граничните премини.